на оваа пресконференција сакам да ги презентирам сите проекти што општина Прилеп ги реализираше во текот на оваа година и што ќе ги реализира до крајот на оваа календарска година. Сакам одмah да почнам со инфраструктурните објекти, поточно со асфалтирањето на улици, каде што граѓаните најмногу сакаат да улиците бидат асфалтирани во нашиот град и можам да кажам дека оваа година се изградени 24 улици во должина од прилика околу 12 километри и имаме тампонирано околу 20 километри улици во градот и во населените места. Да напоменам само дека утре е отворањето на тендерот и аукцијата за нов тендер за асфалтирање на улици во висина околу 15 милиони денари, што се надевам дека после тоа ќе можеме со тие средства да се асфалтираат околу 10 до 12 улици до крајот на оваа градежна сезона. Следен крупен проект што сакам да го презентирам е набавката на 4 автобуси на метан, кои што вистински мислам дека представуваат гордост на градов во овој момент, затоа што се, да напоменам по не знам кој пат, тоа се први вакви автобуси во нашата држава, каде што водиме сметка едно што е се добри нови автобуси, каде што имаме посигурен, побезбеден, побрз превоз и од еколошки аспект за заштита на животната средина, знаеме дека метанот не загадува. Следен проект, исто така сакам да напоменам дека набавено е возило, специјално возило за противпожарната служба, што е во висина околу 6 милиони денари и пропратна опрема скоро за сите пожарникари во нашата територијална противпожарна единица. И во овој момент сакам да упатам посебна благодарност до единиците на територијалната противпожарна заштита и пофалба за она што го направи овие 10 месеци од оваа година. Само да напомнам дека ефикасноста е многу голема кај оваа единица. По нивното кажување на раководителот на територијалната противпожарна единица, оваа година до овој момент има над 500 пожари во градот, од кои што над 300 биле ридско-планински пожари, а другите биле во градот и 30 на сообраќајни несреќи. Исто така се во текот на оваа година се реновирани 4 детски игралишта и тоа во населбата Точила, населбата Типски Кујти, во Варош и Димо на Ревникот и направено едно ново детско игралиште на могилата на непобедените, каде што е како донација на фирмата Пакомак, како резултат на најека општина во Македонија за Прилеп, затоа што рециклажата е најголема во нашиот град во целата држава. Исто така поставена нова урбана опрема во централното градско подрачје, поставени се нови клупи и канти за смет во висина околу 2 милиони и 400 илјади денари. Понатаму направен и завршен проектот Марковите кули, заштита и делување, каде што е направена инфраструктура, пристапниот пат до одредена платформа на Марковите кули, направено е осветлување, информативен центар, поставени се 2 видиковци и се она што е потребно за Марковите кули, за да покажеме дека водиме сметка за природните и културните наследства во нашиот град. Исто така, до овој момент се изработени 4 детални урбанистички планови во градот, а во постапка се уште 6 детални урбанистички планови што ќе бидат завршени до крајот на оваа календарска година и 3 регулацијски планови кои што исто така ќе бидат завршени до крајот на оваа календарска година. Тоа се проектите кои што се завршени комплетно до овој момент, а сега ќе ги напоминам капиталните проекти кои што се во тек на градба и ќе бидат изградени до крајот на оваа година или дел што ќе останат ќе бидат во почетокот на наредната година. Тоа е стадионот Гоце Делчев во Прилеп, каде што комплетно
реконструирана и северната, покриена северната трибина, реконструирана јужно-западната трибина, заштитната ограда, оградните зидови, направени се тоалетите и до крајот на оваа градежна сезона комплетно ќе биде направен од технички аспект, тоест од градежен аспект, градскиот стадион Гоце Делчев во Пилеп. Останува да биде направен уште тревникот, каде што ние секојдневно разговараме и преговараме со Фудбалската федерација на Македонија, каде што таа е задолжена за да го направи тревникот на градскиот стадион и се надаваме дека обврската ќе ја завршат до крајот на оваа година, како што имаме и договор, че до крајот на оваа година договорот му истекува и морат да го направат тревникот на градскиот стадион и рефлекторите. За се надевам, пошто ние ќе завршиме работата, фудбалерите на Победа од наредниот период после ова година да можат да играат овој фудбалски утакмици на новиот терен на градскиот стадион. Вториот крупен проект и важен за нашиот град е армирано-бетонскиот мост што се прави на градската река во потегот Сточен пазар. Да кажам само во овој момент дека заради промена во тек на градба малку е одложена градбата и нема да стигне можеби до крајот на оваа година, ама од сега за 3 месеци во разговор со изведувачот ми беше кажано дека ќе биде направен, значи до крајот на јануари тата година ќе биде направен и овој мост, што е многу битен за нашиот град, многу важен. Јас имам спомнати неколку наврати дека овој ваков мост армирано-бетонски со ваква големина не е направен 45 години во нашиот град и од огромно значење ќе ги задоволува сите критериуми за целата шпедиција, целиот транспорт што се одбива во застапарските субјекти и шпедицијата од нашиот град, оди на тој потек и мислам дека ќе бидат благодарни и граѓаните на Прилеп, а сигурно и стопанските субјекти кои што најмногу ќе го користат овој мост. Да напомнам дека за изградбата на булеварот Гоце Делчев тука во Прилеп, каде што завршен е тендерот, избран е најповолниот понудувач и во текот на оваа година ќе биде направен потегот од поштата до градска кафана на тој потек. Така ни е планирано и финансиски и програмски, а во почетокот на идната година ќе биде направен булеварот од потегот Карпова до потегот Тинекс. Така да комплет до напролет мислам дека ќе биде завршен и булеварот Гоце Делчев. Идејниот проект за секундарната гасификациона мрежа во градов на 20 километри е направен. До крајот на годинава ќе се направи во теке, значи идејниот е направен, сега се прави основниот проект и ќе имаме комплетна направена документација за секундарно. Прашање беше дали секоја општина си го гради ова или државата ќе гради во цела Македонија. Уште владата нема донесена одлука кој тип ќе биде. Од кој ќе се направи секундарната, после терцијалната мрежа. И уште да кажам дека во завршна фаза се пристапните рампи, правењето за проектите за пристапните рампи за училиштата и детските градинки. Тоа се тие сите покрупни проекти што сакам да ги напомнам, што ги направивме и што се во реализација во текот на оваа година. Тоа што ги правеше општината, за проектите и работата што ги имаат јавните предпријатија, директорите ќе имаат друга пресконференција каде што ги искажат своите завршени работи. Јас само ќе напомнам сега уште неколку реченици околу изградбата, реконструкциите и она што се направени во основните средните училишта и детските градинки и домот за стари лица Киро Крстевски Платник. Треба ќе почнем со Киро Крстевски Платник, да кажам само како енергетска ефикасност за подобрување на амбиентот во тие простори во домот за стари лица, промената целокупната дограма во висина околу 15 милиони денари. Понатаму во училиштата, мислам дека најголем
дел се реконструирани и обновени делови, ќе направам само во две училишта, спортски терени се при крај, мислам дека овие денови комплет ќе бидат и асфалтирани и завршени. Тоа е во овој спортскиот терен во основното училиште Рамполевката и спортскиот терен во основното училиште Гоце Делчев. Во 6 основни училишта се направени, ствари 4 основни училишта и 2 средни училишта направени комплетно санитарните јазди, каде што е висина до 8 милиони денари и комплетно се завршени тие, мислам, објекти. Понатаму променета е дограмата во 5 основни и 2 средни училишта, исто така за подобрување на енергетската ефикасност, и тоа е во основното училиште Блаже Коневски, Добро Ивановски, Рамполевката, музичкото училиште Ордан Михайловски Оцка, основните училишта во село Алинци и во Загорани и во средното училиште Ѓорѓе Петров во Прилеп. Направени се 2 фасади во 2 училишта во селото Полчани и во село Мало Којнери. Реновирани се 23 училници комплетно во основните училишта Кире Гавриловски и Кочорацин. И сакам да кажам дека крупен проект е сега за отприлика 3 милиони 700 илјади денари за реконструкција на гимназијата Мирче Ацев. Во тек е тој проект, се надевам дека ќе биде завршен до крајот на годинава, за да може да се реализира идната година комплетна реконструкција на овој од средното училиште, тоа е гимназијата Мирче Ацев во Прилеп. Да напоменам дека исто така голем напредок е направен во реконструкцијата и обновување на детските градинки. Имено сите детски градинки, во сите детски градинки променет се санитарните јазди, направени се нови, онака како што доликува и треба. Во 4 детски градинки исто така заради енергетска ефикасност променета е дограмата, сите врати и пенџериња. Во детската градинка во 3/1 комплетно е променет кровот на ова градинка, а во детската градинка во Гоце Делчев направен е нова инсталација, нов котел за парното грејање, и затоа што таму е битно, ова го напоменам, затоа што целокупната храна за сите детски градинки се припрема во детската градинка во Гоце Делчев.